Минатата недела беше отворена зградата на Филхармонијата, со што оваа институција конечно доби свој дом. Но не сите се задоволни со здомувањето на оваа институција. После многу децении свирење по туги домови, конечно и Македонската филхармонија има место кое може да го нарече за свој дом. Оваа зграда требаше да биде изградена за 6 милиони евра, но на крај изградбата чинеше 39 милиони евра. Тука сум со господјата Атанас Велевски, која што е незадоволна, таа е председател на Друштвото на барок на Македонија и е незадоволна од оваа изградба. Да ја запрашаме зошто е незадоволна. Господјо Атана, зошто сте незадоволни? Како мислите зошто сме незадоволни? Па видете ја зградата. Ја гледам и? И? Нема ниту една статуа. Нема ниту еден стол. Нема стиропор. Што е ова? Представништво на Македонија стакло во Скопје. Ние поднесовме многу престапки до институциите, но за жал не идовме само на молба. Ви благодарам, господи Атанас. Не само архитектите, туку и музичарите се незадоволни од оваа изградба. Но не од изградбата, туку од начинот на отварање на истата. Госпожа, вам што ви недостасуваше на отварањето? Ама баш ништа. Еве, да не ја цитирам Цеца сега во овој момент, но навистина никаде нема таква публика како во Македонија. Што можеше да се забележи нели од вечерашното отварање на новата зграда на Филхармонијата. Така, тоа објаснува многу. Затоа и аплодиравме кога дојде и последниот гостин во публиката, но сепак моје мислење е дека оваа публика беше толку добра што заслужува поголем и погром огласен аплауз. Така, ви благодарам. Предлагам да видиме дел од атмосферата и да ги видиме глумците. Публиката, мислам. Да ги видиме публиката.